Добар ден и од мене. Продолжуваме со теренските активности. Денеска сме тука во општина Виница. Како што можевте да слушнете од градоначалникот, овде во населеното место Градец се асфалтираат две улици и во периодот кој што следи не само тука, туку и во другите населени места во општина Виница ќе бидат завршени сите оние отпочнати проекти. Навистина е голема бројката на проекти кои што се во фаза на реализација и проекти кои што во периодот што следи ќе бидат реализирани. Сакам да искористам оваа можност да му честитам на градоначалникот, на делот од Советот кој што ја поддржува работата на градоначалникот. Исто така да истакнам улогата и на пратеникот кој што доаѓа од овде од Виница, која што секогаш се бори во рамките на парламентот да даде амандман повеќе за да бидат обезбедени средства за проект повеќе овдека во Виница, но за жал имаме работа со влада која што се што доаѓа од ВМРО ДПМН гледаат како да го обструираат, да не дозволат тоа да биде реализирано, односно ги казнуваат директно граѓаните кои што на локалните избори во 2021 година на два пати ја поразија коалицијата на СДСМ и ДУИ. Но за среќа наскоро денеска ќе имаме на нова влада, за месеци денеска ќе имаме нова влада предводена од ВМРО ДПМН и многу пати низ Македонија го најавувам, тоа ќе биде носечки проект 250 милиони евра од централниот буџет за општините за инфраструктурни капитални проекти. Овде во Виница се планирани до 2 милиони евра инвестиција во капитални проекти годишно или до 8 милиони евра за еден 4-годишен мандат, така што општината треба да ги подготви проектите и веднаш по формирањето на новата влада ќе има повик и средствата ќе бидат обезбедени од централниот буџет. Цениме дека тоа е најмалку што граѓаните во Македонија го заслужуваат. Јас само можам да ги охрабрам да продолжат вака, да реализираат проекти. Свесен сум дека без парицата е голем предизвик, дека иселувањето придонесува да општинскиот буџет не се полни онака како што е предвидено, но и со оние малку средства кои што ги имаат на располагање, ги охрабрувам да продолжат да ги реализираат сите проекти кои што беа дел од ветувањата дадени за време на кампањата во 2021 година, а за неколку месеци од денеска новата влада на ВМРО ДПМН годишно само во општина Виница ќе инвестира до 2 милиони евра или за еден 4-годишен мандат, тоа се до 8 милиони евра капитални инфраструктурни проекти, како што се улици, канализација, водовод, за да можат граѓаните да ги имаат, за жал, во 21 век елементарните услови за живење. Така што само нека продолжат вака со динамика да се работи и ќе покажеме дека не се сите исти, додека овие во владата на ДУИ и СДСМ или СДСМ ДУИ, како ви е полесно така сватете го тоа, крадат. Оние кои што се посветени на локалната самоуправа, градоначалниците од редовите на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН градат. Повелете, ако имате прашање, ви стојам на располагање, да. Така, господин Грицковски, еве како коментирате последниот мега скандал на онкологија, што ја тресе во моментот нашата држава? Па можам да кажам дека како човек сум згрозен од тоа што се случува. Сведоци сме на едно криминално, монструозно, мафијашко здружување на неколкумина медицински лица блиски до партиите на власт. Она кое што згрозува е за да се богатат, за да остварат лична добивка, лековите кои што наместо да им бидат дадени на тие кои што им се најпотребни, кои што умираат во болки, тие лекови ги препродавале и пациентите ги оставиле на милост и немилост. Тие практично се здружиле за да направат злосторство врз човештвото. И тоа згрозува и секој еден човек, секој еден граѓанин, тоа му предизвикува една голема мачнина, но морам да признам дека ние како ВМРО ДПМН уште пред 2 години алармиравме дека ова се случува на таа клиника. Ќе потсетам, уште пред 2 години како ВМРО ДПМН излеговме и предупредивме дека
ова им се случува на оние пациенти кои што наместо да добијат лекови, оставени се во милост и немилост да за жал умират. Затоа е потребна одговорност, не само кривична, туку и политичка. И затоа, ако има барем малку човечност кај луѓето во владата, треба веднаш да си поднесат неотповиклива оставка и да може да излеземе пред граѓаните на брзи парламентарни избори. Тоа е она кое што најмалку треба да го поднесе, не само кривична, туку и политичка одговорност. Така, но Ковачевски повика да не се генерализира целата ситуација и дека ќе има одговорност. Ковачевски треба да одговори зошто системот со кој што се следеле лековите не функционира, кој е тој кој што наредил тој систем наместо да биде функционален, да биде ставен во подрум. И зошто оние кои што ќе платат добиваат соодветен медицински третман, а оние кои што за жал не можат да платат, оставени се на милост и немилост и во тешка болка и мака да умираат. Има многу прашања и многу одговори, верувајте, наскоро денеска ќе ги добиеме тие одговори како една влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Так, и само што ваш коментар во врска со апелот на СДСМ да не се политизира целата оваа ситуација. Никогаш како човек не сум ги политизирал овие работи, бидејќи сепак станува збор за човечки судбини и мака која што семејствата ја доживуваат. Но не можам исто така како човек да не ве подсетам за оние кампањи кои што во минатото ги правеше СДСМ. Се сеќавате на случајот со малата Тамара, се сеќавате со случаевите со оние кукли кои што требаше да символизираат загубени човечки животи кои што беа оставани пред вратите на градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМН. Се сеќавате на оние протести на обоената или шарена револуција која што не бираше средства и ги злоупотребуваше човечките судбини само за да добијат ситни мали поенчиња. Но истовремено морам да потенцирам дека јас не сум им виновен што директорите од медицинските установи, директорот од онкологија ќе го видите на слики во партиски штабови на СДСМ како држи обука, или пак оној економски директор кој што доаѓа од Демократската унија за интеграција како е прегрнат со целото раководство на Демократската унија за интеграција. Тоа се факти кои што целата македонска јавност ги гледа и да, јас сум против политизирање на човечки судбини и трагедии, но има факти кои што не можеме да останеме неми и да не ги кажеме во јавност. Пензионерите веќе еден месец, пензионерите со ниски пензии, веќе еден месец протестираат и бараат и линеарно зголемување од 3.000 денари и зголемување на минималната пензија. Од власта одолекуваат со тоа што велат дека треба да се истражуваат работи и дека е исполитизирана целата, дека се исполитизирани протестите. Каков е вашиот коментар? За да дојдеме до решението, мора најпрво да го лоцираме проблемот. Кога настана проблемот? Проблемот настана кога пред неколку години системот на исплата на пензии беше стариот оној систем, функционалниот, кога пензијата растеше 2 пати годишно, според 2 критериума. Едниот беше растот на трошоците за живот и другиот беше растот на просечната плата. Кога тоа беше укинато од страна на актуелната влада на ДУИ и СДСМ, и тоа беше представено како една реформа во пензискиот столб. И тука е практично суштинскиот, како да кажам, суштинската грешка, суштинската аномалија, кога пензионерите практично не го следеа растот на минималната, односно понатаму и просечната плата во државата. Тука е суштината, тука е грешката направена, за да веќе оваа година оваа влада го врати оној истиот стар систем уште од времето на владата на ВМРО-ДПМН, кога пензиите годишно 2 пати се нивелира, ќе повторам, според едниот столб растот на трошоците за живот, а другиот беше растот на просечната плата, и тоа во јавноста го представија како некој така наречен швајцарски модел. Нема ниту швајцарско,
ниту пак нешто странско, тој беше модел кој што го примени владата на ВМРО-ДПМНЕ и обезбеди стабилен раст на пензиите. И тука е направена она разлика и тука е изгубен чекорот на исплата на пензиите со минималната, односно понатаму просечната плата. И денеска нормално е дека имаме незадоволство, бидејќи цените растат, инфлацијата е огромна, по 2 до 3 пати се зголемени цените за основните прехранбени производи, да не зборувам за лековите, а за жал пензионерите кои што наместо да ги поминат годините како пензионери да можат да ги уживаат тие години, тие едвај, а некои и ни тоа не можат, го поминуваат месецот од први до први. Јас сум за тоа да се направи јасна стратегија и пресметка и да може сето она кое што е возможно во овој момент да им се даде на тие луѓе, но тоа мора да биде резултат на едни преговори. Ние не можеме да ги игнорираме барањата на тие луѓе, откако претходно, како влада, тие луѓе сме ги оштетиле со тоа што сме им скратиле во неколку наврати зголемување на пензиите. И повторно ова е прашање надпартиско, ова е прашање кое што треба без разлика дали сте власт или опозиција, да седнете заедно со тие луѓе и да договорите, бидејќи станува збор за бројка повеќе од 300.000 наши сограѓани. Така што мора да излеземе во пресрет на барањата на пензионерите. Ви благодарам. Убав ден да имате.